Пред да ја отворам Божјата реч, би сакал да ве прашам, сите вие кои што ги следевте предавањата на... Дали некој ги следел сите предавања на Јанош Ковач Биро? Дали бил на сите? Од некој од вас тука? Дали бил на сите? Дали се сеќавате во текот на... Значи, ова се чисто информативни прашања, ве прашувам. Не коментирам ништо. Сакам ја да знам за себе. Дали се сеќавате на било кое предавање, значи од микрофон јавно, да беше спомената адвентистичка црква? Добро. Дали се сеќавате на било кое предавање да станало збор за небесниот суд од 1844 година наваму? О, чисто ме интересира, дали. Бидеќи јас ни оддалеку не бев ни на половина. Во ред, благодарам на информацијата. Ова, инако има впечаток дека, иако според мене, се работеше за една убава и прекрасна христијанска евангелизација, воопшто не беше адвентистичка, од друга страна. Интересно е што дори кога беа представувани некои пастори и проповедници, не беше кажано на која црква се пастори и проповедници, така да остана впечаток дека се независни пастори и проповедници. Но тоа не е помалку битно. Исто така знаеме дека официјален организатор на евангелизацијата не беше адвентистичка црква, туку едно граѓанско здружение. Меѓутоа, оно што беше иста карактеристично е што во едно предавањето на кој што јас не бев, а отпосле дознав, бил поканет да проговори од микрофон господинот Љупчо Ристовски, познат македонски протестант. И јас го слушнав заедно со Борче на видео неговиот говор таму. И во еден момент братот Љупчо кажа нешто што според неговото верување е окей, меѓутоа воопшто не е адвентистичко. Имено кажа дека ние знаеме дека смртта не представува крај, туку представува премин од овој живот во вечниот живот. Може да го проверите тој на YouTube. Сега имам повод да зборувам на оваа тема. Не заради Љупчо, туку заради вас. На самиот почеток би прашал, што мислите вие, вака се, дали смртта, пошто се мисли на физичката смрт, значи не смртта во некој, например, кога велиме дека грешникот, или како со крштевањето умираме, значи не смртта во некој фигуративен смисол. Че кога се мисли на физичката смрт, дали смртта представува премин од овој живот во вечниот живот? Дали верувате вие во тоа нешто? Дали некој од вас верува? Слободно нека каже ако верува. Сега, ако поставам, дали е смртта, физичката смрт, моментот кога преминувате или влегувате во вечен живот? А кога влегувате во вечен живот? При што на воскресението мислите на физичкото воскресение. Буквално, значи, воскресение. Сите така мислите? Не, прашањето е кога преминувате од овој живот во вечниот живот? Шо е тоа духовно воскресение? Да видиме Библијата што ќе ни одговори. Значи, што би рекол светот воопшто верува како Љупчо?
поголемиот дел од светот верува како Лјупчо. Меѓутоа сакаме да видиме што Библијата ни изборува на оваа тема. Затоа што има впечат дека повеќето адвентисти веруваат дека со второто Христово доаѓање, со физичкото воскресение, спасените ќе влезат во вечен живот. Јас би сакал да интересно е малку, направив едно мало истражување, благодарение на денешна технологија, тоа е лесно, да беше минатиот век. Ке требаше се намачам, може би, цела недела, за да го направам тоа истражување. Значи, во македонскиот превод од Библијата, терминот вечен живот, или може да се стави низ брчињата обратно, живот вечен, ги има, се изненадив, во релативно мал број стихови во целата Библија. И тоа во Стариот Завет само на 2 места, колку е оскудева Стариот Завет со темата вечен живот. Јас би сакал да ги прочитаме тие 2 места. Псалм 133, 3 стих. Да отвориме таму. Значи, 133 псалм, еден краток псалм од само 3 стиха. Па ја би ги прочитал сите 3, што ме толку краток, за да го имаме и поширокиот контекст предвид. Псалм 133, 3. Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат заедно, велат многу преводи, овде се вели еднодушно. Навистина. 133. Ако го имате стариот гаврилски превод, тоа ќе биде 132 или да. Ако користите Константинов или новиот православен, ревидираниот, тогаш бројките си се на место. Со што го спроведе псалмистот таа еднодушност, кога браќата живеат заедно и еднодушно? Патем речено какви што адвентистите не се, барем во последниве 20 на години. Тоа е како скапоцено миро врз главата, што се лее по брадата Аронова. Знаете, за разлика од ова моева сега, знаете докаде допирала брадата Аронова? Што се лее по полите од одеждата негова. Ова значи дека многу масло при посветувањето, при помажувањето на свештениците во Израел, се користело многу масло, голема количина. Значи цел сат со масло му се истурело врз главата. Не е тоа било само како символичен обред, како што денес прават поповите со една четка за боење, вака по челото само. Многу масло се истурело врз главата на првосвещеникот и тоа све се лее надолу. Што символизира тоа многу масло? Значи, дека Божјата благодат, силата на Светиот Дух, Господ ја дава изобилно. Божјата благодат е преизобилна, како што пишува апостол Павле во Римјаните 5 глава. Таму каде што гревот се намножил, Божјата благодат уште повеќе. Значи, ја претрка количината на гревот, ја надмина силата на гревот. Божјата благодат стана преизобилна. Божјата сила далеку помокна од силата на гревот. И сега третиот, како роса ермонска, ова е планината во северен Израел, на граница со Либан, која паѓа на горите Сионски, зашто Господ дал благослов и живот вечен. Тука се споменува првиот. Значи, на многу места се зборува за живот, например, ставам пред вас избор живот и смрт, благослов и проклество во Мојсеевите книги. Меѓутоа, дори овде во Библијата првпат се споменува целиот израз живот вечен, вечниот живот.
Потоа ќе завртиме во книгата на пророкот Данијел, последниот пред малите пророци. Каде во книгата на пророкот Данијел се споменува вечниот живот, се сеќавате ли? Во последната глава, Дванаестата глава. Да, тука е во контекст на воскресението. Но што не се кажува тука? Значи, првиот стих вели, и во тоа време ќе се крене Михаил, големиот кнез, значи свети архангел Михаил, кој ги брани синовите на твојот народ. Значи, чиј народ? Еве да ги формирам сите православни верници во Македонија, дека свети архангел Михаил ќе ги брани синовите на еврејскиот народ во последното време, затоа што чиј народ е народот за кој што станува збор кога во видение Господ му се обраќа на пророкот Данијел, Данијеловиот народ. И ќе настане време тешко, какво што немало откако постојат луѓето, па се до денес. Но ќе се спасат во тоа време од твојот народ, повторно се однесуваат овие зборови специфично на еврејскиот народ, сите кои ќе се најдат дека се запишани во книгата. И сега се вели, и многумина од оние што спијат во земниот прав ќе се разбудат, едни за живот вечен, а други за вечен срам. Тога се споменува вечниот живот. Овде дека вечниот живот се споменува во контекст на воскресението, нели? Меѓутоа, и во контекст само на еврејскиот народ. А тие од еврејскиот народ кои што спијат во земниот прав, се оние кои што никогаш не го проживеале вечниот живот. Односно, оние кои што тоа биле старозаветните Божии праведници, старозаветните верници, кои што не го примиле додека живееле на земјата вечниот живот. Починале, меѓутоа затоа што биле верници на ветувањата, што Господ ги дал во Стариот Завет, биле послушни на Господа и преку уредбите на законот и сето она во што можело да се биде верен во старозаветен смисол на зборот, тие ќе го примат вечниот живот, значи заспаните евреи од минатото, починатите евреи од минатото, од Стариот Завет, тие ќе го примат вечниот живот кога? При воскресението. И ова беа единствените старозаветни стихови за вечниот живот. Интересно е, кога го погледнеме Новиот Завет, ќе забележиме дека изразот живот вечен или вечен живот се споменува на 3 места во Евангелието според Матеј, две места во 19 глава и едното во 25 глава, призорот на страшниот суд, кој што го читавме пред неколку недели. Значи, овие ќе отидат во мака вечност, а праведниците во живот вечен, кај што вели Исус. Во Марко 10 глава на 2 места, и тоа обично и во Матеј 19 глава, и во Марко 10 глава, и во Лука 7 глава, и во Лука ги има на 3 места, се споменува вечниот живот во контекст кога некој дојде кај Исуса и го прашува Господару или учителе, добри, верни и така натаму, што да направам за да наследам живот вечен. Значи, тука се споменува вечниот живот во рамките на прашањето што му се упатува на Исус. Значи, Матеј 3 места, Лука 3 места, Марко 2 места, кој Евангелие изобилува многу повеќе со изразот вечен живот. Јован, дури 6 места,
во Евангелието според Јован. Потоа имаме некаде 3 места во Римјаните, по 2 места во првото послание до Тимотеј, меѓу нив и она познатиот стих, значи, каде што апостол Павле го споменува вечниот живот. И во останатите посланија, повторно најмногу изобилува Јован. Првото Јованово послание. Би сега да отвориме на почеток со првото Јованово послание. Апостол Јован бил посебно инспириран да ги нагласува оние делови од Христовата земска служба, кога станува збор за неговото Евангелие, каде што Спасителот го споменувал вечниот живот. Например, златниот стих, за да ниеден кој верува не погине, туку да има живот вечен. Или се сетиме на Јован 6 глава, кој го јаде телото мое, ја пие мојата крв, има живот вечен. И јас ке го воскреснам во последниот ден. И слични изјави. Нема да ги читаме сега сите нив. А и самиот кога го пишува првото свое послание, од вкупно 3, има желба да зборува често за вечниот живот. Јас би сакал да прво да започнеме со посланието, а потоа ќе отидеме и кај Евангелието. Значи, прво Јованово послание, или прво соборно послание на апостол Јован. Бидејќи Јовановото послание не е нешто големо, каде прв пат во ова послание се споменува вечниот живот. Нека биде тоа како еден библиски квиз. Како? Прва глава, втори стих. Колку скоро од почнувањето на ова послание Јован го споменува вечниот живот. И тоа, во првиот стих го споменува животот, бидејќи пишува за словото на животот, и вториот стих, и животот се јави, бидејќи животот е личност, нели, на колку места тоа го споменува во Евангелијата. Значи, Христовите зборови, јас сум пат, вистина и живот. Потоа зборовите упатени кон Марта, јас сум воскресение и живот. Нешто што многу скоро го слушавме овие минатата сабота. И сведочиме и ви го навестуваме вечниот живот, кој беше каде? Во Отецот. И нам ни се јави. Ете, ова што евреите во Стариот Завет можеле само да копнеат, да го очекуваат како идно исполнување. Апостол Јован зборува за ова нешто како за веќе исполнето. Каде потоа се споменува вечниот живот во првото Јованово послание? Можеме ли да го пронајдеме тоа? Да. Меѓутоа имаме и пред тоа некои стихови. 3 глава, 15 стих, да го прочитаме бидејќи е интересен. Значи 3.15 прво. Секој што го мрази братот свој е човекоубиец. Замислите. Сте били убијци? Дали некој од вас е убиец? А апостол Јован вели, ако го мрази некој братот свој, тој е убиец. И познато ви е дека ниеден човекоубиец нема живот вечен.
Значи, можеме да бидеме верници во црква, и тоа со голем стаж, и да неаме живот вечен. Зошто? Едноставно затоа што го мразиме братот свој. Меѓутоа, ние можеби се надеваме дека во иднина ќе добиеме живот вечен. Пример со второто Христово доаѓање. Каде понатаму се споменува вечниот живот? 5 глава. И интересно е што ова последна 5 глава и на повеќе од едно место. Јас би сакал да прочитам од 10 стих да фатам некој контекст. Значи, прво, ќе почнем да читам од 10 стих. Кој верува во Синот Божии, тој го има тоа сведоштво во себе. Кој е сведоштво? Дека Бог посведочил за својот Син, уште на Јордан, уште при Христовото крштевање. Потоа при неговото преображение и така натаму. Кој не му верува на Бог, го прави лажливец. Ете, апостол Јован, кој самиот бил евреј, некако како да им се обраќа на евреите во своје време, кои што огромното множество се уште не верувале во Христа и не веруваат до ден денес. Значи, тој ги подсетува на еден интересен факт. Самиот Бог, Отецот, посведочил дека Исус е неговиот Син. И сега, ако вие не верувате дека Христос е Божиот Син, тогаш кого правите лажливец? Го правите Бога Отецот лажго. Значи, Бога го прави лажливец, зашто не поверува во сведоштвото негово со кој посведочил Бог за својот Син. А сведоштвото е тоа, дека Бог ни дарувал што? Живот вечен. И тој живот е каде? Во неговиот Син. И оние сега убави, едноставни, лесни за паметење зборови од 12 стих. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој живот? Вечниот живот. Зошто? Бејќи Синот Божи изјавил јас сум животот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Многу едноставно. Прашањето е, го имате или го немате Синот Божи? Ако веруваме дека вечен живот ќе добиеме во иднина, например при второто Христово доаѓање, тоа е како да сведочиме за себе си дека ние немаме вечен живот сега, значи сега го немаме Синот Божи, а ќе го добиеме тогаш кога физички ќе го видиме. Но ако сега го немаме Синот Божи, дали тогаш кога тој физички ќе се појави, ќе го стекнеме, ќе го добиеме тогаш? Не. Тогаш тој ќе биде оган што спалува за нашите души. И сега внимавате што вели понатаму апостол Јован. Ова ви го пишувам вам, или ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Синот Божи, за да знаете дека што? Дека имате живот вечен. И верувате во името на Синот Божи. 20 стих понатаму. Знаеме исто така дека Синот Божи дојде и ни даде светлина и разум, за да го познаеме вистинскиот Бог. И ние пребиваме во вистинскиот Бог
неговиот син Исус Христос. Тој е вистински Бог и живот вечен. Што мисли, зашто апостол Јован го завршува своето прво послание со зборовите чеда, пазете се од идолите? Како врска има сега одеднаш оваа тема со ова што досега го зборувал? Зашто секој оној, сето оно што го почитуваме повеќе од Синот Божи, представува идол во нашиот живот. Со други зборови, ако Синот Божи не е на прво место во мојот живот, тоа сето оно што е на прво место е идол. На тоа, или на тој, или на таа, му служам или и служам, ако е на прво место пред Синот Божи во мојот живот. Тоа може да биде личност, тоа може да биде некој интерес, тоа може да биде предмет, тоа може да биде абстракција, амбиција, желба. Се било што, ако е на прво место во мојот живот пред Синот Божи. Имаме уште малку време да ги прочитаме, не мора сите, но барем некои од стиховите што зборуваат на тема вечен живот, сега во Евангелието. Ке се вратиме во Евангелието според Јован, каде што рекавме на 6 места се споменува вечниот живот. Ајде почнеме од последното место, мислам дека беше 12 глава, 50 стих. Значи, Евангелие според Јован, значи, првото место е таму златниот стих, та секој кој верува да не погине, туку да има живот вечен. Да почнеме од позади, значи 12 глава, 50 стих. Убаво е да фатиме и да прочитаме неколку стихови пред тоа како еден поширок контекст. А и 44-тиот вели, а Исус подигна глас и рече, кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. Значи во Отецот. И кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме пратил. Јас светлина дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам, зашто не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Кој ќе го суди? Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Зашто јас само од себе не зборувам, но Отецот кој ме прати. Тој ми даде заповед за што да кажам и што да зборувам. Замислите. Исус ништо не зборувал од свој ум. По своја волја. И знам дека заповедта негова е што? Живот вечен. Значи, Божјата заповед е живот вечен. Интересно, ова го имате и во Стариот Завет. Значи, послушноста значи живот. Послушноста кон што? Кон Божите заповеди. Непослушноста значи проклетство и смрт. Таа дилема уште Мојсей ја изнел пред израелскиот народ. Живот и послушност, благослов. Значи благослов, послушност значи благослов и живот, непослушност значи проклетство и смрт.
Се вратиме наназад. Ке замолам брат Борче да ми помогне. Да, одназад. Значи, дури тој, веќе го споменав, за светата причест. И сега, овие два интересни стиха, кои што мене ми се најинтересни. Ајде да го споменаме тој, во 4 глава има уште едно место, значи помеѓу златниот стих и 5 глава, кај што сакам да се задржам, се во разговорот со Самаријанката, нели? Значи, што е велична Самаријанката, а кој ќе се напие од водата што јас ќе му ја дадам, тој нема никогаш да ожедни, бејќи таа вода е за вечен живот. Дотвориме сега во 5 глава. Дали се сеќавате во 5 глава настанот со Витезда, Христовиот говор, неговата одбрана пред Синедрионот, каде што е изведен на судење. Дали се сеќавате вака одсеќавање во 5 глава на некој стих кај што се споменува вечниот живот? Пример, Исус им вели што на книжевниците, на фарисеите, на теолозите, членови на Синедрионот, на еврејските рабини, на докторите по теологија. Вие ги истражувате писмата, зашто мислите што? Дека во нив имате живот вечен. Точно ли е тоа? Дека во писмата има вечен живот? Точно е. Значи, тоа што еврејските доктори по теологија го мислеле и верувале во овој поглед е точно. Исус тоа и го потврдува. Но што е проблемот? Проблемот е исти што го имаат денешните доктори по теологија. Што го имаат Словото Божие само како хартија. Словото Божие само како теорија. А го немаат Синот Божи во своите срца. Меѓутоа, едното од другото не може да се одвои, односно, кога ние го одвојуваме, ние постапуваме како средновековната Римо-католичка црква и така наречената схоластика, која што го одвојува духовното од телесното. Поширок. Не, схоластика значи учење, школа. Меѓутоа, католицизмот го е, значи, Тома Аквински, први основачот на средновековната схоластика, тој е коренот на сето денешно, на целиот денешен образовен систем. Бидејќи целиот денешен образовен систем, што сервира? Што им сервира на луѓето? Им сервира теоретско знаење. Не духовно. Значи, го одвојува знаењето од духовноста. Во раното христијанство не беше така. И во јудеизмот дори. Значи, во раното христијанство, кој што се надоврзува на библискиот период, да имате знаење, значи да го имате комплетното знаење. Например, да го познавате Христа, да ја познавате вистината. Значи, дека ја знаете правата вера, ја знаете правата наука, но истовремено го имате Синот Божи во себе. Вистината живее внатре во вас. И тие две работи се до средниот век не се одвојувале. Кога денеска некој адвентист самоуверено ќе каже до некаде и горделиво, ние имаме целата вистина, тој не е ништо друго, туку еден обичен следбеник на Тома Аквински. Тој е схоластичар. Можете да кажете дека ја имате целата вистина само ако Синот Божи живее во вас. А ако мисле само на теоретско знаење, ако мисле на доктрини, вие сте схоластичар. Следбеник на Тома Аквински, најголемиот католички светец од средниот век. Точно било дека во светите писма постои вечен живот. Колку почесто го читаме Светото писмо, колку почесто се дружиме со него,
ќе забележиме сила во нашиот живот. Ќе забележиме дека страстите се слаби. Ќе забележиме дека гревот е слаб. Колку е по-настрана Светото Писмо од нашиот живот, тогаш и овие наши непријатели се силни. И сите други искушенија, кои што ги споменувавте некои од нив и за време на библиската полука. Меѓутоа, Исус кажува нешто друго интересно во врска со вечниот живот во оваа глава, освен зборовите во што ги споменав. Во 24 стих се тие зборови, меѓутоа, дали да почнем се мислам повторно да читам од малку понапред. Јован 5 глава сме сега. Ајде почнем да читаме од 19 стих. Дали гледавте Јован 5 глава, 19 стих, сакам да гледате во вашите Библии. Значи, првото место од назад беше 39 стих, ги истражувате писмата зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен, а токму тие сведочат за мене. Значи, не може да верувате на писмата, да не верувате на мене. А сега се враќаме кај 24 стих, меѓутоа почнем да читам од 19. А Исус им одговори на тоа и им рече: Вистина, вистина, велам, синот не може да прави ништо сам од себе, ако не види што прави Отецот. Оно што го прави тој, тоа истото го прави и синот. Зборувавме за овие работи, кога ја проучувавме 5 глава во сабота навечер. Зашто Отецот го сака својот син и му покажува се што самиот прави, и ќе му покаже дела поголеми од овие, за да се чудите вие. Зашто како што Отецот воскреснува мртви и ги оживува, така и синот ги оживува оние кои сака. И многу брзо исто така го докаже со воскресението на Лазар, докај што стигнавме. Отецот не суди никого, еве сега и темата за судот. Се занимаваме со судот минатата сабота и пред тоа. Отецот не суди никого, вели Исус. Току што? Току целиот суд му го предаде на синот. И тоа е тоа зашто зборуваа визиите и на Даниел 7 глава, и оно што самиот Исус го зборува, за тоа кога тој ќе седне на престолот на славата своја, на големиот ден, на последниот суд, и тој е тој што ќе биде судија на народите. Та сите да го почитуваат синот, како што го почитуваат Отецот, кој не го почитува синот, тој не го почитува ни Отецот кој го пратил. Повторно ова едноставна логика. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има, не ке има живот вечен. И сега внимавајте, и нема да дојде на суд, нема да биде осуден, вели изборниот текст, туку преминал во минато време од смрт во живот. Не е само братот Лјупчо Ристовски во заблуда. И повеќето адвентисти се во заблуда. Кога преминуваме од смрт во живот? Тогаш кога ќе поверуваме во Словото Божјо. А што значи тоа? Кога ќе го примеме Синот Божји внатре во нашите срца. Дори потоа Исус зборува за воскресението. Меѓутоа, интересно да го поставиме и ова прашање. Вистина, вистина ви зборувам, 25 стих, иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божји и тие што ќе го чујат ќе оживеат.
Понатаму вели, зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе, и му даде власт да суди, зашто тој е Синот човечки, истата мисла ја повторува. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, ако правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Колку воскресенија имаме во овие зборови? Јас доскоро мислев дека има 2 воскресенија. И јас доскоро мислев. Еден брат од Америка, поточно тој еднаш беше тука 2004 година, по име Джеремаја Сенер, ми помогна еднаш порано лани или преклани на Фейсбук со една дискусија да видам дека тука стварно има 3 воскресенија. Но не веднаш во овие последните зборови во 29 стих, туку во овие предходните во 25. Зошто Исус вели, вистина ви зборувам, иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат, ќе оживеат. Пода тој зборува за 2 воскресенија, но тие се на крајот на светот. Едни за живот вечен, односно тука се вели за живот, а кој правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Меѓутоа во 25 стих Исус вели, веќе е дојден кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат ќе оживеат. Тука Исус мисли фигуративно на сите оние кои што во моментот ќе поверуваат. Значи, оние што денес ќе го слушнат гласот на Синот Божи и ќе поверуваат, тие ќе оживеат. Ќе воскреснат. Тие се тие што веќе стекнуваат вечен живот уште тука и нема да дојдат на осудување, туку преминале од смрт во живот. Сега, ако го имате вечниот живот, ако веќе го имате вечниот живот, дали е може да го загубите? Можно е, како што и физичкиот живот, ако го имате, не е гаранција дека не може да го загубите. На верниците, на оние кои што поверувале во Христа, на оние кои што се крстиле со вода и со дух, на оние кои што се ја вкусиле Божијата благодат, Словото Божие вели дека тие веќе имаат вечен живот. И Јован тоа го вели во посланието, дека имате вечен живот. Ви сведочам дека имате вечен живот. И тука Исус вели дека таквите имаат вечен живот и преминале во минато време од смрт во живот. Преминавме од смрт во живот, повторно минато време. Да, него почитав. Кој стих беше тој? 14 стих. Да, пред 15. Значи, да се вратиме малку, 1 Јованово, 3:14. Значи, него почитавме 15. 14 стих пред тоа. Ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата своји. Оно што не го люби братот свој, тој останува во смртта. Зошто денес целиот христијански свет е толку мртов? Со други зборови исполнет со гревови, кавги, поделби, со делата телесни, значи духовно мртов. Или исполнет со лажни духови, со лажни пробудувања, лажни побожности и така натаму. Кој како, значи. Зошто денес христијанскиот свет го одликува омраза меѓусебна? Па да забележиме многу едноставно. Ако поголемиот дел од христијанскиот свет верува дека со физичката смрт човекот, верникот, преминува од овој во вечниот живот,
Тогаш, што сведочи христијанскиот свет? Дека до смртта, во каква состојба се наоѓа? До физичката смрт. Во состојба во која што го нема Синот Божи. Бидеќи ако го има Синот Божи, ако денес го имате Синот Божи, вие имате вечен живот. Тоа ни вели Божјето Слово. Ако веруваме дека со смртта преминуваме во вечен живот, значи дека до смртта, значи додека сум жив на земјава, во тело, го немам Синот Божи. Автоматски, зашто христијанството е толку мртво, реков? Зашто тие веруваат дека со смртта преминуваат во вечен живот, односно дека до тогаш го немаат Синот, сведочат дека го немаат Синот Божи. Зашто адвентистите се толку мртви, утепани, раскарани и поделени? Зашто тие веруваат, за разлика од поголемиот дел од христијанскиот свет, поголемиот дел адвентистите веруваат дека уште подоцна ќе влезат во вечниот живот. Значи, ако не при смртта, бејќи веруваат дека мртвите се во бескрсна состојба, при второто Христово доаѓање, при воскресението на праведниците. Значи, ако така веруваме, ние сведочиме дека дури до Христовото второ доаѓање го немаме Божиот Син. Имаме схоластика, знаење, доктори, титули, филозофи. Тоа имаме. Но го немаме Божиот Син во нашите срца. Дали верувате дека имате сега живот вечен? Многу едноставно, многу интересно и за мене многу восхитувачко прашање на кое што секој еден од нас би требало да се замисли како ќе одговори. Нека Господ во благослови сите вас. Амин.